Сиромаштијата и тешката живеачка ќе го донесе народот до питачки стап, а државата ја нема никаде да им помогне на оние на кои помошта им е и повеќе од потребна. Се жалат граѓаните кои со тешки маки бараат храна по контейнери. Тешко е, Бога ми. Да остае овој свет за никаде. Дека живеачката станува се поскапа и парите ја немаат вистинската вредност, покажува и најновиот извештај на Генералниот директорат на Европската комисија за статистички податоци Евростат. Според податоците за инфлација во мај годинава, Македонија се најде меѓу државите со највисока стапка на инфлација од дури 11,9%. Па така платите, полека но сигурно, ја губат битката со цените. Инфлацијата веќе го изеде покачувањето на минималецот од 18.000 денари, околу 2.000 денари заминале во воздух. Кај просечната плата која е нешто на 30.000, а ретко која зема, загубите се нешто повеќе од 3.000 денари. Граѓаните револтирани. Да ви кажам, разликите на цените се ненормални. Јас сум пензионер со 10.000 пензија, а имам 9.000 сметки. Живеам со парно, со скали, со струја, со вода, со телефони. Супер! Економски развој имаме почитувани. Инфлацијата? Не бе каква инфлација, ќе не заобиколи нас. Помалу ќе јадеме. На диета малку ќе биде. Да, малу на диета и помалу купување. Генералната политика да влијае на тоа да ударот кон граѓанинот биде што помал. Зетин од 50-70 денари на 150, катастрофа. Скапо? Дека економската слика во Македонија не чини предупредуваат и економистите. Вела дека секое покачување на минималната плата не може да го покрие поскапувањето на производите на горивата. Денес имаме една многу тешка ситуација со која што се соочуваат граѓаните во Македонија, а тоа е високите цени кои што се, да кажеме, највисоки во регионот. Морам да потенцирам една работа. Ние во континуитет зборувавме дека инфлацијата во Македонија не започна со проблемите кои што се случи, односно војната во Русија во Украина. Таа почна многу порано. Во вакви околности кои што личат на 70-тите, не смееме да дозволиме на сцена да се врати стагфлацијата, односно општиот скок на цените со драматичен пат на производството, вели министерот за финансии Фатмир Бесими. Инфлацијата предизвикана пред се од страна на понудата не може да се реши исклучиво со инструменти за намалување на побарувачката. Неопходна е координација на фискалната и монетарната политика, пишува Бесими во својата колумна. Инаку пред Македонија, според високата стапка на инфлација, се само 8 држави начело со Турција која има годишна инфлација од 73,5%. Од земјите од регионот пониска инфлација имаат Албанија, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора, а повисока стапка имаат само Косово и Бугарија.